И еве сме назад во студиото на Алфа телевизија и следува последниот разговор за ова утро. Ке зборуваме на една навистина интересна тема, ке зборуваме за тоа што значи редот, а што значи нередот во домот за нашата психа, односно за нашата личност. Со овие ситуации секој од нас секојдневно се соочува. Има луѓе кои што претерано се педантни, луѓе кои што сакаат да име дома се под конец, а има и луѓе кои што си уживаат едноставно во својот сопствен хаос. Токму што сето ова значи за личноста, за психата, ке зборуваме со нашата и ваша денешна последна гостинка. Ова утро заедно со нас во студиото е Ана Стојановска, психолог и психотерапевт, која што ни доаѓа од психолошкото советувалиште Sense of Self од Скопје, од центарот на Скопје. Можам да кажам. Ана, добро утро. Добро. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас. Секогаш убава енергија ми носите вовде во студиото, на мене, а верувам така ке пренесеме и на нашите гледачи. Имам една интересна тема. Да. Една тема што не засега сите нас. Ке почнеме прво од нередот. Што зборува нередот, односно хаосот во една просторија во домот за личноста или за психата? Добро утро уште еднаш. Благодарам на поканата, секогаш убаво кога сум тука. Состојбата во домот и во која дали има неред или ред е секогаш исто како и изгледот наш, како си се носиме, како си се презентираме. Секогаш се одраз на внатрешната состојба. Секогаш се како некој вид на надворешна мапа на тоа како се чувствуваме во моментот. Имајќи го тоа во предвид, во ситуација кога имаме некаков емоционален товар, некакво преоптеретување, влијае и на тоа како ќе одржуваме околината. И од друга страна укажува на тоа како си ги носиме и обврските и одговорностите. Ќе ги подобивас на малку едното и другото. Индивидуалната перспектива, таа што кажува како сме во моментот и дали нешто не преоптоварува, таа значи дека на моменти не само дали сме физички исцрпени, него и ментално. Секој човек си има некој ментален товар, некоја количина на мисли, на обврски што си ги мисли секојдневно, кој што тежина некоја што си носи. Да, одговорност за различни работи, така го викаме ментален товар, кој што знае да се надмина од време на време, затоа што нешто се случило, затоа што имаме стресна работа, затоа што имаме некаква загуба, затоа што нешто е ново, возбудливо и да се преоптовари тој наш капацитет за ментална спремност. И во таков случај телото влегува во една состојба во која што битно е да преживее, да го истера денот. И кога сме во таква состојба, таа е стресна состојба, потребата за ред, за организација, за структура, таа паѓа во позадина, не е веќе толку примарна, затоа што битното е да го истерам денот, односно да преживеам. И доаѓам дома и тоа што ми е најважно е да јадам, да отспиам, затоа што се осеќам лошо, како да направам главоболката да ми помине, како оваа нервозава да ја извадам од себе, а дали седам на купалишта или дали се натрупале садови во мјалникот, некако станува второстепено. Од друга страна, пак, ретко кога просторот дома ни е само личен простор, обично го делиме со најмалку уште еден, двајца, тројца. И укажува на тоа дека ако оставаме неред, можеби не сме свесни дека нашето присуство во тој дом, во таа заедница влијае на другите. Дека имаме навики што влијаат на останатите со кои што живееме. И можеби укажува на тоа дека не сме свесни дека грижата за домот е всушност и грижа за другите со кои што живееме. Така. И дека е љубов, чинна љубов, на солидарност, А што ако е така постојано во домот? Што ако е просторијата во која што живее еден од членовите во домот е постојано во неред? Да, во тој случај не е моментално, туку е постојано така. Дали има луѓе кои што едноставно си се снаоѓаат или можеби подобро функционираат во сопствениот хаос? Така, и тоа е вистина, сосема, дека има полагоден хаос, затоа што сугерира некаква слобода, затоа што е некој живот без притисок, затоа што тој нивен простор го доживува така како што е. Но пак би се прашала во однос на тоа, дали е некаква емоционална тешкотија, нешто што не прави привремено да биде хаос или на подолга стаза да биде хаос, или е нешто што не сме научиле да го правиме, таа одговорност во заедница на живење. Некој друго правел тоа место нас, така? Така е. Оти ако ние сме свесни дека е тоа грижа за другите и грижа за себе едновремено, тогаш не чекаме друг да средува по нас. Да. Сега од друга страна,
имаме луѓе кои што се перфекционисти, кои што се педантери, кои што сакаат да име се под конец во домот. Ете, јас сум една од тие, ќе си признам јавно, сакам да ми е се убаво средено и дури ако ми дојде некој дома и стане и ако е нешто поднаместено, а мене да не ми се свиѓа, морам веднаш да го ставам како што треба. Што кажува тоа за една личност? Дали е преголема одговорност? Дали е исто тоа тука исто некој психички проблем? Предпоставувам дека можеби не е, вие ќе ми кажете. Да, педантерија зборуваме за она средување, баш нели да е се под конец. Константно средување и да биде се под конец. Од една страна, да, обично го врзуваме тоа средувањето дома со некое давање на мир, на смирување, дека некако даваме ред на нештата, дека се дома кое што е од мене чепнато, преместено, сложено, јас знам дека сум на безбедно, нема што да ме изненади, имам убава контрола над себе во својата околина, барем во својот дом, ако не и пошироко, затоа што живееме во многу неизвестност, многу често. И многу од нас чистат, средуваат кога се чувствува дека нешто не е како што треба, нешто чекаме да се дознае, да чекаме некаков резултат, чекаме некаков исход и тогаш знаеме да се раздвижиме низ домот. По мене, можеби прашањето не е дали има претераност во педантеријата или средувањето, како што кажувате, него можеби прашањето баш тоа да си го поставиме што се случува со мене ако редот кој што јас секој ден го местам се подизмести. Што се случува кога некој нешто ќе ми измести во целата ситуација? Ако во мене се јавува голема анксиозност како реакција на мал хаос, ако се јавува лутина, ако се јавува нервоза, незадоволство и не ми дава да функционирам како што треба и да продолжам со секојдневните активности, тогаш не е средувањето само потреба за удобност. Тогаш укажува дека некако ни влие на некоја внатрешна состојба. Не мора нужно да значи дека е тоа загрижувачки, дека е диагноза или било што, но нешто што бара можеби повеќе разговор, повеќе внимание. Дали се тие личности кои што сакаат да име се под конец, можеби контрол фрикови, луѓе кои што сакаат да држат се под контрола? Популарниот назив, или потреба за контрола, но е многу човечки да ја чувствуваме и тоа нема грешка ни во тоа, баш е човечка таа потреба, баш заради тоа што е толку неизвестен животот, наоѓаме местенце каде што можеме ние да си воспоставиме контрола и тоа се враќа со смирување. Мене ми ствара мир, ми создава мир, кога ми е сеете така во ред. Овие ситуации се често пати носат конфликти во домот, бидејќи нели ретко кој од нас скоро никој не живее сам, сите живееме во заедница. Значи имаме луѓе кои што во домот прават хаос, има едни кои што сакаат да име се под контрола и обично доаѓа до конфликт меѓу членовите во семејството, меѓу партнерите, родителите и децата. Така е. Зошто? И тој конфликт е многу често личи дека е за ситници, за редот или нередот, кој собрал, не собрал, меѓутоа многу често во таквите конфликти лежи поголема релацијска поважна, подлабока релацијска тема околу тоа дали некој се чувствува доволно уважен, дали дистрибуцијата на обврски дома и одговорности е фер, дали едниот може би чувствува дека работи повеќе и прави повеќе за да се одржи домаќинството, другиот помалку и така натака. Така да тоа се теми кои што лежат под тие конфликти за редот и нередот. И што е, пак ја кажам, сосема нормално, затоа што за еден човек редот е смирувачки, како што е за вас, и донесува безбедност, меѓутоа за друг нередот е по комотен, и затоа што личи на слобода, личи на живот без притисок, чувство на можеби креативност, простор за креативност и така натака, така да прашање на договор, да се стават јасно тие очекувања од едната и другата страна, да се направи договор на заеднички живот, кај се границите, што се толерира. Важно е и едниот и другиот партнер да покажат капацитет за толеранција, меѓутоа до каде? Да, уствари. Сега доаѓаме до оној најинтересен момент за одговорноста и за децата. Тука не гледаат сега, претпоставувам, и многу родители, и баби и дедовци, бидејќи често пати сме ние тие кои што ги тераме децата да си ги средат талиштата, да си ја наместат собата, да си ја исчистат и да оставиме така, тоа може да трае со денови. Собите остануваат во неред, во позитивен хаос, што кажувам јас. И нели еве еден од тие луѓе што сум јас, кога кажувам средете си ги собите, средете си ги и не можам да гледам ден, 2, 3, 4, 5 и почнувам и јас да средувам. Како да се мотивираат децата тоа да си го прават сами?
вечната болка ни е ова на сите родители. Сакам само на старт да нагласам дека детскиот неред нема нужно да значи дека ќе израснеме неодговорно човечко суштество. Да, во таа смисла. Не е нужно тоа, затоа што детскиот неред е различен и нивниот мозок се уште е во развој. И се уште не го доживува онаа потреба за ред, за организираност, за планирање, не им значи така како што им значи на возрастните. Тоа е развоен феномен, не е карактеристика на личноста. Ама до која возраст? Да, така, сега, да. Тука доаѓаме, например, да зборуваме за повозрастниве деца? Така е, така е. И на помала возраст тие заслужуваат да им доделиме уствари обврски кои што се адекватни за возраста. И да учествуваат, да земат делот во домаќинството што не им припаѓа, за да научат дека во една заедница не се зима само, туку и се дава, и се вложува и така натака. Од друга страна пак, она што јас мислам дека е проблемот не е дека е неред, него каков е односот што е дома, што го негуваме сите дома кон нередот. Дали нешто што се унередува потоа и се става пак назад во ред. Дали сите ги имаме таа навика или дали трча некој по нив и собира и тие чувствуваат дека што и да направат, ќе има некој кој што магично ќе ги среди сите нешта и ќе ги врати на место. Па колку време е дозволено? Колку време е дозволено да се чека? Например, да се остави тој неред за да почне да му смета и на тој кој што живее во неред. Така, зборам за децава. Да, апсолутно. Со позитивен фидбек, со поттикнување да земат мали задачи кои што се само нивни, да се пофали тоа учество таму. Да, некое време ќе треба да повторуваме. Ние сакаме, родителите сум ги чула секогаш и јас сум го кажала истото. Сакам да кажам еднаш, од повторување и сами ја завршуваме работата. Да, сакам да кажам еднаш да се направи, меѓутоа најверојатно ќе треба да повторуваме некој време, затоа што тие нема да сватат уште неколку години дека се уште се развива нивната психа, нивниот мозок, што значи на долги стази да си дел од таа заедница, да си одговорен во домот, да средуваш околу себе, да направиш нешто за другите и така натака. Како да ги научиме децата на благодарност? Бидејќи често ние сме тие кои што ќе оставиш ден, 2, 3, 5, гледаш хаос несредено и средуваш, така, односно ја земаш работата во своји раце и ја завршуваме нивната работа. Како тука да ја добиеме, да ја придобиеме нивната благодарност, да не научат дека тоа така треба да биде, бидејќи сепак тие личности, тие мали деца, тие деца понатаму треба да израснат во зрели личности кои што понатаму ќе одржуваат свое сопствено семејство. Така е. Она што е битно за родителите, што сакам да го дадам како поттик, е да работат малку на себе, во смисла на тоа да ја истолерираат анксиозноста додека го чекаат детето да се заврши обврската. Да не скокаме веднаш да ги завршиме на место нив нештата. Тоа е тоа што ќе направи образец што ќе остане понатака со годините. Дека порано подоцна мама ќе улета и ќе среди све што треба. Нема зашто јас да менувам нешто околу себе. Благодарноста не можеме да ја бараме, ама таа се стекнува со свесност. И низ мали дела можеби, низ однесување. Мораме да им покажеме на децата за што тоа треба да бидат благодарни. Тие не знаат, исто како што ги учиме да се извинуваат, што е тоа што е престап. Уствари, истото е и за благодарност, така што родителите имаат должност да дојдат кај своите деца, да се наведнат и да кажат: кажи му на брат ти фала дека ти ја среди фиоката, не мораше, но ја направи. Го направи тоа. Кажи и на сестра ти фала дека те зема од училиште. На тато кажи му фала што седеше со тебе и учевте математика. На мама заблагодари се за ручекот, а на тебе фала што учествуваше во чистењето денеска во домот, да почнат да развиваат таа свесност дека не паѓаат од небо активностите, делата на љубезност, на услуга, не паѓаат од небо и нема секогаш да бидат тука и кога ќе ја смени заедницата, ќе направи своја, ново семејство ќе направи така натака, него ќе го почувствува тој свој удел во една поширока заедница и колку значи неговото присуство или отсуство во активностите во домот. Колку убаво кажано, Ана, благодарам многу. Имаме уште некои 2-3 минутки, ама би сакала во овој крај како завршница да споменеме и за вашето советувалиште. Вие сте прекрасен психолог кој што навистина му создава на клиентот чувство како да сме на исто ниво, како да сме пријатели, а не надреден и подреден, ако можам така да кажам. Доаѓате од психолошкото советувалиште Sense of Self, каде што се наоѓа во
центар. Може да си кажете каде се наоѓате, каде да ве контактираат сите и често пати организирате работилници. Можеме да најавиме некоја работилница еве за сите заинтересирани? Често пати Sense of Self работи и со индивидуална терапија и коучинг и со групни работилници, некогаш онлайн, некогаш во живо. Јас ја сакам работата многу и на едниот и на другиот начин. Сите информации можете да ги добиете на сајтот senseofself.mk или на социјалните мрежи, на Instagram, на LinkedIn, каде што ги објавувам сите начини на кои што можеме да соработуваме. Во периодов тековно се онлайн работилници, следната е во февруари, ќе зборуваме за тоа како да балансираме помеѓу угодувањето на другите луѓе, како да ги направиме нив среќни, ама да не се заборавиме себе си. Она популарна диагноза што јас рекам се повеќе, јас сум people pleaser, јас сакам да им угодувам на луѓето и колку тоа знае да ни земе и да направи да се заборавиме себе си. Така што ете тоа е следното на 11 февруари, но сите информации можете слободно таму да ги добиете или да ми се обратите, јас сум многу достапна, лесно до мене се стасува. И да знаете дека ова е интересна тема и нека биде ова повод за наша следна средба. Еве можеме 11 февруари и не е толку далеко, ама можеме и да го најавиме од кај вас од вашите простори овој настан. Ова е нешто што и мене ме засега лично, а верувам дека и многу луѓе. Благодарам што ова утро бевте заедно со нас, зборувавме на убава интересна тема. Ни требаше уште простор, ама ете времето е толку, објаснивме некои работи, значи сепак да се најде баланс и меѓу едното и меѓу другото, можеби тоа е најубаво, за да и ние и нашите деца ги израснеме во едни здрави личности. Благодарам многу. Благодарам.